Добар ден и среќен ден со Владо Павлов и со Македонската фаланга. Би сакал да ве обавестиме дека денеска, 21 јуни, на денот кога сонцето треба да ја затемни месечината, односно на летна равнодневица, започнуваме с една прекрасна и убава иницијатива. Нека водата секогаш биде и нека Македонската фаланга тече како вода жива и председателот нов да биде такова жива вода, секогаш да биде во движење и секогаш биде до македонскиот народ. Продолжиме ваму на сенка. Разпоредете се убаво кој дека може. Направете место, круг направете. Одете слободно на стенка. Дојди поблиско Мартинче да ви слушам. Може? Значи, сите знаете дека денеска сме овде, со кој што ќе го промовираме председателот на идното движение Македонска фаланга, Александар Божиновски, а исто така и ќе го дадеме нашиот предлог за спасението на нашето име Македонија, за кој што вие сите сте свесни и знаете дека мојот предлог и нашиот предлог е Царство Македонија. Некој намале ово. Значи, предлогот наш за нашето име е Царство Македонија. Ова што се случува денес, нема потреба да дигате паника, нема потреба да се водите со конфликтна логика, нема потреба да се плашите, бидејќи Македонија е се што имаме и Македонија ќе остане Македонија. Ова дело, одговорно тврдам дека е дело на Бранко Црвенковски, затоа што многу години уназад тој беше промотор на Северна Македонија и на Пајонија. Значи, не случајно, Вице, во Струмица има едно здружение или медувачница, или како сакате кажете ја, кој што се вика Пеонија. Како што денес е заснована целата хеленистичка култура, односно целата хеленистичка лага, е тоа дека Пајонија е северно од Македонија. Тоа значи дека таткото на Зоран Заев и менторот Бранко Црвенковски Македонија ја смести денешна северно од Македонија. Јас ова го имам објавено уште во 2002-2003, а го промовирав низ цела Македонија во времето кога беше караванот зиме во 2009 година, каде што јасно се спротивставив со не за референдум, не за промена на име и не за преговори со јужниот сосед. Тоа значише дека и тогаш и денес одговорно тврдам дека Грчка е Македонија. Значи, сите овие наши политички лидери докажаа дека Грција треба да се вика Македонија, а ние треба да бидеме северно од неа. Јас во моите истражувачки дејности, за кој што и го чекав овој момент да се направи овој договор со Зоран Заев и Ципрас, и двајцата со влашко потекло, за да дојде до она што го очекувавме ние Македонската фаланга сиве овие години, и дека предлогот зиме ќе биде ставен на маса со Северна Македонија. Северна Македонија значи Пајонија. Сега, има една друга активност, која што тука многу битна и кој што истите ние треба да се водиме со Северна Ирска. Јас пред малку разговарав со мојот брат Џачо од Штип, каде што конкретно разговаравме англискиот превод како ќе се одвива, дали ќе биде северна, како што е Северна Ирска на англиски, или ќе биде северно од Македонија, на кој што ќе се даде само ов. Јас му кажав дека и да каже и англискиот превод да значи северно од Македонија,
и да значи Северна Македонија, пак сме ние Пајонија. Тука треба да ја сконцентрираме целата наша енергија, тука треба сите ние со љубов да се водиме, и тука треба конечно македонецот да изврли љубомората, себичноста и егоизмот пред оние откритија на Владо Павлов кој што ги правил сиве овие 20 години, каде што цело време бев наатак на сите оние кои што се против името Македонија, а знаете дека тие се владетели, знаете дека тука се сите служби во Македонија, МИ-6, МОСАД, МИ-8, француски легионери, ЦИА и кој ли не, а исто така знаете дека и нашите служби или тајна служба или било која друга служба работи во интерес на овие служби кои што се на светско ниво и кои што сите одработуваат Македонија да се вика Грција. Мислам Грција да се вика Македонија. Јас во моите откритија овие 20 години имам едно име кое што си го чувам, уште од дете ми има на слика со клуч во десниот џеб, тоа име се вика Ематеа. Таа Ематеа, македонци мои, е најстарото име на Македонија. Таа Ематеа, сите писатели од древна Македонија кажуваат и велат дека се наоѓала во областа Пајонија и дека е место од каде што Македон започнал да ја гради древна Македонија. Во оваа прилика јас ќе ги прашам сите македонци. Дали некој знае да ми каже кој е националност бил Македон, пошто тој е нашиот родоначалник на името Македонија. Еден мој пријател со кого се работуваме долго време и со кого работиме да го донесеме еден од преживеаните романови во Македонија, синоќ ќе ми каже вака: Владо, Бред Пит, па и ти Мартине сега што снимаш, можеш да играш многу улоги. Тоа значи дека ти Мартине со своите улоги мораш да го менеш она што е внатрешно од тебе. И мора да се прилагодуваш на таа улога. Така и ние луѓето. Нашите тела се наши тела, а духовите се оние кои што ги минуваат сите наши тела. Што значи дека Бред Пит, па и ти Мартине, многу добро можеш да го објасниш тоа преку глумата и преку филмовите и актерството, како се менуваат улогите, така и човекот со духот свој ја менува својата улога и она што го прави. Тоа е многу битно денес, македонци мои, затоа што македонската фаланга треба да биде промотор на Царство Македонија и тоа не би го направиле ако немаме од денешнава елита на царски династии некој наш човек. Ние тоа го правиме и ќе го докажеме со последното мое случување синоќ и разговор што го имав со Холандија и Белгија, Романов е расположен да дојде во Македонија. И сите вие кои што денеска сте овде да присуствувате на ова убава вест, ќе бидете обележени со златни букви во историјата на новата историја на Македонија. Ние никогаш нема да се водиме со конфликтна логика, ние никогаш нема да се водиме со логика на делба, ние никогаш нема да се водиме со логика на војна. Затоа што знаеме дека конфликтната логика е логика на војна и дека конфликтната логика е дело на демонот и на пиндарот од Драко, рептилната раса. И сите оние кои што му служат на него, од Ротшилд преку Рокфелер и до Сорос. Затоа, македонци мои, Владо Павлов и македонската фаланга, ако дојде некогаш да се појави во Скопје, ќе се појави вака и ќе учествува со трибина на кој што ќе го покажеме нашето сознание како да го спасиме името Македонија и како да ја воскреснеме Македонија како што некогаш одамна била. Македонија може само да биде царство и ништо друго, затоа што имаме 9000 години царство и тоа никој не може да ни го занемери на нас македонците. Да се надврзам на темата за Ематија. Ематија е клучот на кој што ние ќе спасиме Македонија. И затоа Владо Павлов и сите вие, како добри апостоли, ќе ве замолам од глас на глас, од писание на писание, секаде да кажувате дека Македонија има спас, македонската фаланга го има клучот и тоа ќе го направиме со областа Ематија, на кој што пронајдениот Грифон
во 2006 година и ми е чувар. Денеска добив уште една убава вест, каде што е објавено во Шчипско, значи нема да кажам кое место и каде, ми донесоа слика и дај Боже да се вистинските крила на грифонот. Значи денеска добивме слика која што ќе презентирам на мојот профил, каде што сите вие ќе видите е пронајдена негде на 4-5 метара под неговиот дом, во черга ставени идентично исти како на минералот кој што е правен грифонот, едно од крилата, а додека и денес пронајдено е пред неколку месеци, а додека денес сум обавестен дека и другото крило е пронајдено. Тоа значи дека грифонот нема да ги има тие бакрни крила кои што јас му ги ставив, символика на орел, и ги има вистинските крила, ако на вистина се тие крила негови. Јас ќе направам контакт со мојот човек, ќе отидеме во Штипско и лично ќе се уверам дали се тоа неговите крила или не. Јас верувам дека по сликата што ја видов, верувам дека се тоа крилата на грифона, затоа што една голема мокна фамилија, која што е позната како фамилијата на Константин и на Елена, го уништува грифонот, ја уништува пирамидата во Македонија и на сметка на грифонот прави светлачко око од кој што се хипнозира цела Македонија тогаш и цел свет денес со лажното христијанство. Мојата мисија на оваа земја е токму тоа, да го вратиме грифоно онаму каде што е бил и да го струшиме тоа светлачко око што е над 100 метара, што никој не може да го види во појасот на Орион, каде што многу пати ние покушавме, и Јаце е сведок, и Весна, и последниот пат кога бевме на Ксантика, секогаш не задесува невреме, не можеме да се искачиме на врвот. Значи, македонци мои, она што сите вие го гледате и што се нервирате, нема потреба да се нервирате, затоа што се работи за хипноза. Јас кажав, и сам да сум, и со Аце да сум, и уште двајца да сме, ние ќе стоиме до неговата десница и ќе стоиме до Бог. Чуварот на Ематија е клjuč и доказ за нашето постојање, за вистината за Централна Македонија, дека е денесна Македонија по течењето на реката Брегалница. Тоа го знаат сите, тоа го знае Коста Балабанов, кој што работеше долго време на проектот на околу археолошките локалитети во Кочани, на Виничко кале. Тоа го знаеше Кирил Трајковски, кој што почина и тајната ја однесе во гроб. Тоа го знаеше Чемерски, кој што почина и тајната однесе во гроб. Тоа го знаат сите македонци мои, дека центарот и вистинската Егејска Македонија е денесно Штипска, Светениковска, Кочанско и Виничко кале. Тоа е таа област Бела Зора, која што е позната како Егеја и каде што тука се сите оние атрибути за древната област која што е позната под името Ематеја, од кој што Архелај први повторно е воскреснал и им го дал името Ајга. Ајга е место каде што и гробот на Филип Тори и каде што ние вака, на ваков убав начин, со љубов и само љубов и со откривање на вистината, со докази, аргументи и факти, што представува пчелата, што представува цвеќето на животот, што представува грифонот, како и влегување во пирамидата и наша цел доаѓање до гробот на Филип, каде што ќе докажеме вистината дека ние сме таа станица на светската цивилизација, а дека Северна Македонија е Тракија, односно денешна Бугарија. Овие две територии, Ематеја, односно Штипско, Светениковско, Кочанско и Виничко, област која што за време на Рим е наречена Барбирка, се многу битни за Македон, каде што живеело древното агријанско племе, односно агријанци, и истото тоа племе е пајонско, и истото тоа племе ја создава прва Македонија, заедно со северниот дел тогаш од Македонија, Тракија, односно денешна Бугарија. Последни на Македон се приклучува денешна Грција, односно тогаш се викала Јасонија, или јасионците, кои што живееле на територија околу Епир и дел од Тесалија. Сето оно друго што денеска го знаете како Солун, што денеска го знаете како Пела, е било под вода. Таа вода настанала со
пробивањето во времето на Константин и Елена на железната порта у Демиркапија, каде што водата се пробива и се повлечува доле на тој дел денеска каде што на нас ни е познат како Егејска Македонија. Што значи дека ако го бараме Тесалоника или Солун, треба да го бараме во Шчипско и Свети Николско. А додека ако ја бараме Ајга или ако го бараме Бела и Пела, треба да го бараме околу територија Винничко и Кочанско. Значи, самиот Исар во Штип е место каде што е било пристаништето или калето од каде што е формиран градот Тесалоника, и самото име кое што многу одамно се викало Терма или Термаи, односно Ново село. Ново село е првата Тесалоника или првиот Солун што го знаеме, и затоа тука и Враковистичкото ВМРО се стационира, затоа тука и лажниот Гоце Делчев Грилас го донесува да ги учи, донесувајќи го Рабинов во музичкото школо Џаџо, затоа тука исто дојде и Даме Груев Мијатот и масонот, затоа и тука мора да дојдат сите тие во првата територија која што се викала Терма, односно подоцна формирана Тесалоника, од кој што се уништува организацијата за Царство Македонија, која што била сконцентрирана Кочанско и на Осогово, односно вистинскиот Гоце Делчев Павле Деорадев, кој што бил на овие места каде што му била целосната конструкција негова поставена. Најбитен во тој временски период пред и после Мелиндинското е Атанас Бабата, кој што никој никаде не го споменува, а тој е главниот советник на подземните калиња или мајстор да пронајде катакомби и ризници. Во едно такво подземно кале или ризница била и резиденцијата, односно престолнината на Павле Деорадев, вистинскиот Гоце Делчев, кој што по некоја помош од Бог, моментално, заедно со македонската фаланга, ние го имаме веќе откупено целото тоа место и полека, но сигурно, од кожината ташна ќе излават некои документи со факти и аргументи кои сме и што сме и за каде сме. Најбитно од све е да се водите со љубов, да ги следите инструкциите, да бидете секогаш со нас како што сте до сега, да бдеете над своите деца, бидејќи ќе бидат злоупотребени во војната помеѓу ерменците и власите. Едните од страната на ВМРО ДПМН, другите од страната на СДСМ. Јас како Владо Павлов, моите деца никогаш нема да ги пуштам да влезат, да се борат едните против цар Самуил, другите на страната на Василии. Затоа што и цар Самуил и Василии се браќа или братучеди по крв, и нивната идеологија беше да влезе македонскиот народ за да го ослепеат. Јас нема да дозволам ниту мене, ниту мојата сопруга, ниту моите деца некој да ги ослепее во нивната меѓусебна војна која што и денес после 1000 години е тука. Ерменците или самопрогласените егејци и властите имаат војна. Вие сте сведоци на тоа дека овие 11 години на позиции за времето на Никола Груевски беа самопрогласените егејци, а сега за времето на СДСМ нивните места ги заменуваат власи. Они си имат нивна војна, нека си ја водат меѓу себе, затоа што секогаш они кога треба да се надпреваруваат меѓу себе како братучеди, имат братоубиствена војна и секогаш сакат нас, македонците, да не вклучат. Јас овој пат ниту ќе правам предвремено илиндеско востание, ниту па ќе барам да се оде на протести и да се шири омрза, да се шири бес и да бидам со конфликтна логика. Јас ќе се водам со Божја логика и во име на сите вас, денес, на овој светол ден, кога сонцето ја потемнува месечината, ќе му дадеме збор на председателот на македонската фаланга со моје обеќање. И ќе го повикам и Зоран Заев, и Бранко Црвенковски, ќе го повикам и Оливер, министерот за внатрешни работи, ќе ги повикувам и сите мои пријатели од тајна служба, разузнавачка служба и сите онија, нека дојдат да ме притворат кога ќе спаѓам да го отворам гробот пред сите вас на Филип Македонецот со докази и аргументи да му докажам на Бранко Црвенковски дека ова е Македонија. Северна Македонија Бранко може да си ја бара во Бугарија, а Јужна Македонија Заев може да шета во денешна Грција. Грција никогаш не може да биде како они што планираат Македонија, освен што е била Јасонија и Јужна Македонија. Сите аргументи, докази и факти, јас од следната недела ќе ги одработувам во живо и каде што ќе работам, што ќе објавувам како што ви го појаснив и ви го отворив олтарот од црквата Свети Никола,
каде што ви ги покажав и темелите на најстарата црква, што никој во Кочани не знае дека имало црква Свети Никола, така сите аргументи и докази ќе ви ги докажувам и воедно ќе ги представувам пред Холандија, пред Белгија, пред Русија и пред луѓе кои што се еминентни за таа активност. Во Македонија немаме ману, во Македонија немаме археолози, во Македонија немаме историчари. Сите тие кои ги следите, сите тие ќе кажат дека Зоран Заев е во право и ние сме Северна Македонија. Точно како што е формирана историјата и како што денеска победникот ја напишал, точно е дека Пајонија е северно од Македонија. Но сите историчари кажале дека Ематија е во Пајонија, а Ематија е најстарото име на Македонија. Затоа ние мораме, она што јас 20 години го работам, и она што јас 15 години, и она што јас 11 години за време на ВМРО, меѓу кои што и Паско Кузман го повикав, меѓу кои што барав и средба со Никола Груевски, да откриеме вистината за вистинската Егејска Македонија, дека тоа е во денешна Источна Македонија и дека ние го имаме клучот. Покојниот Канго, сите го знаете, во една моја средба 3 години пред да почине, беше кај Грифонот и му кажав: јас не можем да те викам Канго, јас ќе те викам Симеон. Симеоне, брате, Мактеоно го држише цело време на окно на Сребрен рудник. Времето е дојдено, брате, да кажеш дека тоа окно е од древна ајга и доказ за древната престолнина на Архелај I. Затоа што латинското име за сребро е АЛ. Тоа значи дека ние, брате Симеоне, имаме докази и аргументи за Кутлеш, за ајга и за еге. Симеон, не би сакал да кажам Канго, затоа што секогаш јас го почитувам името. Како заслуга на тоа што му го кажав, се потргна од Мактеонот и отиде на Дабот да продолжи да го слави Мактеон Круна. Местото остана на Келави Ганстер или Сорос и Вахабиста, како што умеам да го кажам и тогаш кога беше во најголема мок, и сега Радко Димитровски, најловираниот на Сорос од 1992 година. Исто така, Лилчич, како археолог, и Паско Кузман, директори на Завод за заштита на споменици, знаат уште еден сребрен рудник кој што се наоѓа на платото околу Синковица, односно каде што сега е каде што сега е полигонот за шумство на планината Пониква Осогово. Јас пак ќе го повикам и Лилчич и Паско Кузман да ја кажат вистината за сребрените рудници во Осогово, а за тоа да докажеме дека ние сме столбот на Егејска Македонија. И последна работа, која што сега ќе ја завршам, и доказ дека ние сме Македонија, не Северна Македонија, е кристалот кој што е направена целата плоча на Осоговските планини, односно кристалот кварц, бела, кој што е познат моментално и воскреснат кај сите наши органи и кој што се зима од Осогово, е тоа аргумент за нашава бела, која што била целосно изградена од овој кварц. А додека алатката со кој се полирал овој кристал се викала еге. Јас ќе ги повикувам и сите мои пријатели од денешниот јужен сосед да ми кажат каде се сребрените рудници околу Кутлеш, како што ни е представен денес, каде е кристалот кварц по кој што се вика бела, не латински пела, каде се термалните извори околу Солон, по кој што ние имаме Кежовица, го имаме Кочанско бање, Кочани до Исти бање, значи базенот од Штип преку Кочанско до Исти бање, за да имаме факти и аргументи да се водиме со таа вистина дека таму е на вистина Македонија, за да мене ме уверат како истражувач и да кажам да, Владо Павлов е северно македонец. Ако немат аргументи и докази да ми се представат, а не сум се нафатирал, пошто джеповите ми се празни на мене и не сакам да работам со грчката тајна служба, како што работат сите мои пријатели во Македонија, да лажам дека сум северно македонец, па и Зоран Заев нека ми даде аргументи и факти, дека на вистина треба ја да бидам северно македонец, јас ќе бидам првиот што ќе застанам позив Северна Македонија, ако треба и Че Гевара ќе бидам и ќе се борам за името Северна Македонија. Само да ми покаже две работи. Кристалот, кој што нашите древни македонци го полирале со латката кој што се вели еге, и нека ми ги покаже термалните извори во денешен Солун. Јас ќе бидам најголемиот северен македонец, без тоа што е нафатиран Зоран Заев од
грчките тајни служби заедно со Ангјушев и целата таа елита кој што сите вие знаете, и знаеме многу добро зашто одработуваат, и знаеме многу добро кој има за цел Грција да биде Македонија. Џорџ Сорос. Сорос е тој кој што го отвори кој што отвори ова Пандорина кутија со Северна Македонија, а Џорџ Сорос беше првиот кој што беше со Мира Марковиќ, а го донесе Киро Глигоров и Бранко Црвенковски во Македонија. Така дојде до лажниот атентат на Киро Глигоров, така дојде до тргање на 16 кракото сонце, а вие добро знаете во ВМРО ДПМН пред сите ваши штабови стоеше 16 кракото сонце. А денес имате жолто влашко плавче. Така дојде до сите овие случувања, потоа дојде до војната во 2001 и денес дојде до двојазичноста и именувањето на името. Идеолог е Џорџ Сорос и неговите пулини во СДСМ ДПМН. Затоа ќе ве молам, македонци мои, да бидете настрана од ова една политичка партија која што има за цел да создаде граѓанска војна во кој што ние нема да се викаме ни Северна Македонија, туку ќе се викаме Голема Бугарија и Голема Албанија, со кој што треба да дојде миротворец од Англија, да не обедини во една голема Македонија сите нас и да каже дека тој е тој миротворец со кој што треба да го одзапочне формирањето на светската влада преку Александар Македонски и преку Македонија. Јас како голем поборник на Библијата и на откровението од Јован, а тука може да ми помогне и брато, кој што ќе го замолам несуđениот мој свештеник, Џаџо, збориме за откровенијата, каде што многу баво стое за надчовековата рака. Дрскиот крал, и јас го дешифрирав дека тој е денес Англо-Америка. Како добар поборник и христијанин и почитуваш на Библијата, и ја почитувам надчовековата рака. Тоа значи дека сите овие што сакат мене да ме внесат во ЕУ и НАТО, ме внесуваат кај дрскиот крал или антихрист. Така? И па, ајде македонци, ако сите вие се ударате у гради за ЕУ НАТО, јас со глава ви гарантирам дека тоа е дрскиот крал од библиските пророчанства, односно Англо-Америка. Пошто знаете добро Библијата, а ние сме нели сите секта, вие сте најчистите, најдобрите, најфините, ќе ве прашам само една работа. Зошто тогаш не ја почитувате Библијата? Зошто не ги почитувате откровенијата на Јован? Зошто тогаш не застанете позади надчовековата рака? Затоа што знаете дека таа ќе го направи Армагедон и ќе биде овде во Македонија. Јас ќе ви кажам, македонци мои, сите служби Владо Павлов го следат со години уназад, токму поради Армагедон. Затоа што знам каде ќе се случи. Затоа што знам каде матичниот брод ќе дојде. И никој пат нема да кажам. Тоа е вистината, македонци мои. Ако сте христијани, бидете со надчовековата рака, а не со дрскиот крал или со антихрист. Сето оно што се случи со Груевски е дело на Бог, мораше да го донесе Изаев, поради тоа што ептен се увиде дека Скопје треба да биде центар за принесување на антихрист. Со проектот Скопје 2014. Ова што дојде денес, ова е максимум на темнината. Наместо да плачете, наместо да водите војни меѓу себе, наместо да се карате брат со брат, брат со сестра, вие треба да се радувате и треба да бидете среќни. Бидејќи повеќе од ова темнина со Зоран Заев не може Македонија да има. Ќе дојде следниот после него, што ќе биде најопасен. Значи, ова малку ќе биде што го прави овие. Ќе дојде следниот за многу брзо време и ќе биде најопасен и од нив, затоа што ќе го носи камшикот во себе. Е тогаш ќе се размислиме, македонци мои, кој сме и што сме. Кога ќе дојде он со камшикот, тогаш ќе ве праша кај ви е Зоран Заев, а ќе ве праша и сега кај ви е Никола Груевски. А вие ќе велите на геврич и јогуртот иде. Ама тоа нема да ви пале, македонци мои. Како што сега велите за Никола Груевски на геврич и јогуртот иде, тогаш ќе велите Зоранот иде на бурек со баничка. Не со месо, со баничка. Еднаш да разбереме, да ја сакаме Македонија, и тука нема зафркаванци, бидејќи она е поставена по созвездието на Орион. Секоја звезда на небото од Орион е пирамида на земјата во Македонија. Само ќе ви кажам кај е појасот на Орион, ќе ви кажам кај е Ригел и ќе ви кажам кај му е главата на Орион. Пирамидата главата на Орион му е Солунска глава, појасот на Орион му е Соколарци, Спанчево и Бања,
а додека пирамидата бела е Ригел. Тоа се само 1, 3, 4 пирамиди од Орион. Моментално, во Галактичката федерација, војна имат Орион и Плеадите. И се одразува и на земјината топка. Сите оние кои што велите дека со Путинова Русија ќе биде подобро, јас во верувам дека лажете. Затоа што Путин е на Рокфелер, а додека идеологијата за Евроазија е на Рокфелер, што значи дека ментор на Путин е Рокфелер, а додека ЕУ и НАТО е на Рочстил. Ако најдете разлика помеѓу овие двајцата, нема проблем, правете го. И не може никој во Македонија од утре и да оде на протести и да било што да користи туѓи знамиња. Каде е македонизмот на тие луѓе? Па да се однесува из ова. Да ја работам да направиме состанок македонската фаланга со Романови, еден од проживеаните. Но никогаш нема да го носам знамето на Романов. Бидејќи и он има македонско знаме, бидејќи и он потекнува од Македонија. Затоа и неговиот град, Санкт Петербург, е направен по созвездието на Орион. Затоа и Орион Небула е црквата Свети Ѓорги во Санкт Петербург. Затоа и чуваро на Романови е Грифонот. Значи тој не е упатен, иако е мој пријател, не сакам името да му го спомнам. Да бидеме македонци, да ја сакаме Македонија и да се водиме со вистината, затоа што таа ослободува. А оно што ни го наметна од ново село врховистите дека има слобода или смрт, нека си го зачуваат за себе во нивната меѓусебна војна со арменците, односно самопрогласените егејци. Сакам сите љубов, љубов и само љубов, а сега ќе го викнам Аце да има своје излагање и нека ни биде вечен денот сонцето кога ќе ја затемни месечината. И предавам се оно што јас го правев овие 20 години. И предавам сето оно што беше многу многотрпно. И предавам она што јас успев да додржам фалангата, иако Спасе Шуприновски почина, иако Ѓорѓе почина, Стамен Трајчевски и многу голема елита од времето на Југославија кои што се борее за фалангата. Јас бев тогаш млад како тебе, успеав да ја додржам, ја предавам, мислам дека колку се можел, се успеал. Нека е весна на славата на сите оние кои што ја воскреснаа фалангата уште пред 50-60 години и можам да ти кажам слободно дека фалангата не е мртва, фалангата е жива и фалангата е секаде околу нас. Фалангата, иако има наши браќа во СДС и во ВМРО, кога ќе дојде време, тие први ќе дојдат со нас. Фалангата не е мртва цели 2000 години. Таа е жива, се додека не се појави вистинскиот лидер, вистинскиот водач. Јас до сега не сум видел водач од сите овие што поминаа во Македонија. Дај Боже ти да бидеш вистинскиот водач и да воскреснеш Македонија и тоа мое видение да го докажеш на сите во Канал 5 што и кажав дека новиот премиер ќе биде Александар Божиновски. Повели, брат. Добар ден и среќен ден на сите присутни, но и на оние кои што не слушаат преку електронските гласила. Сакам да потенцирам дека говорам на македонски јазик и мојот говор ќе биде само на македонски јазик. Настанот се случува токму во Република Македонија, Царство Македонија, поточно во населбата Јурумлери, која што понатаму ќе се вика населба Македонија, на која е кум и почитуваниот Владо Павлов. Сакам да искажам голема благодарност на довербата на почитуваниот Владо Павлов за оваа укажана можност да можам да ги искажам моите вредности и моите ставови за доброто на сите во нашата света, а тоа земјата е Република Македонија. Ќе направам едно мало сублимирање за она што се случува во секојдневието во нашава држава. Станува збор околу политикала, од самото независност на Македонија, близу 27 години се соочуваме со една погубна политика на нашите политичари, но кои што не водат надвор од она што се вика нормален начин на живење во нашава држава. Нашите политичари водат сметка само за своите лични интереси, за интересите на нивните партиски потрчковци и за странските интереси. Народот го користат само како гласачко тело или, како што сакам и милувам да кажам, земи, употреби и фрли. Народот македонски се задоволува со многу малку. Тоа што им го нудат нашите политичари е една корка насушен леп, кој што постојано ги манипулираат на
било на секои едни избори, дали се парламентарни, предвремени, локални, председателски, со една лажна представа и со еден лажен насушен лев кој што постојано им го нудат за спас, а воедно да им бидат и нивни починети на нивниот раскош кој што го уживаат на сметка на грбот на сопствениот народ. Тоа ќе престане со доаѓањето на македонската фаланга, од каде што учам и црпам знаења токму од мојот ментор и учител Владо Павлов. Околу светото име, нашето име, Република Македонија, зашто се залагаме да прерасте во Царство Македонија. Слушаме и сите следиме што се случува во нашава држава. Тоа мене не ми се допаѓа. Прво, јас не прифаќам, а и па македонската фаланга не прифаќа никакво пазарење со нашето свето име Република Македонија. Кој тоа им го дозволи на нашиве политичари, како што сакаат да се нарекуваат елити, политички елити. Дори имав прилика со еден политичар од нашиве политички елити, под наводници, така ми се представуваше, ние сме политички елити, но не гледајќи што они све сработиле со сопствениот народ. Значи, македонската фаланга никогаш нема да дозволи пазарење на националните интереси. Тоа е богатство на сите кои што живееме во оваа држава. Ако се пазарат со националните интереси, тоа значи дека се пазарат и со мојот имот што го имам како приватно лице и сите ние што го имаме имотот во нашата држава. Никој нема право да се пазари, значи, со имотите приватни кои што се наоѓаат во ова парче земја. Затоа, македонската фаланга се оградува од преговори за промена на името. Кога станува збор за референдумот, референдумот е наметнат и ние, за да победиме во нашите намери, излеземе на референдум, но меѓутоа ќе го поништиме на начин со тоа што ќе ги окружиме двете опции, а тоа се да и не, како што го направивме и на парламентарните избори, каде што ги заокружувавме 13 и 19. Слушавме и некои дневни политики во врска со временскиве непогоди. Соочени сме се во временски непогоди кои што се работа единствено на Бог. И никој нема право да ги го дури дојда се дрзна да си земаат за право од двата спротивставени табори, слушаме или читаме по електронски гласила како едните или другите од едната или од другата партија постојано се напаѓа кој бил крив за елементарните непогоди. Мислам, докаде е доведена македонската свеста на нашите сограѓани, на нашите роднини, пријатели, познаници, да доаѓаат во една заблуда, да се расправаат за политика во овој 21 век. 21 век е современо време, кај што треба да размислуваме на современи работи, иновации, технологии, а не да се враќаме назад и да живееме во робовладелско општество. Тие дозволуваат да робува, политичарите денеска робуваат со македонскиот народ. Се ставени секогаш во подчинета ситуација, затоа што се научени на многу малку, а се трудолюбиви, се честни, се поштени, се лојални према сопствената држава. Затоа, залагањата на македонската фалага и она што ми е дадено како доверба, како председател на македонската фалага, никогаш нема да дозволам оној народ кој што е честен, поштен, лојален, трудолюбив, посветен, да не го има правилното место под ова сонце во нашава држава. Ќе владее ред и поредок и систем на елиминации на вредности. Секој ќе има право таму кај што заслужува и таму кај што ги помени сите параметри на тоа место каде што ќе аплицира. Во македонската фаланга нема да има партиски вработувања. Тоа е слободата на секој еден граѓанин, да не биде оптеретен дека треба да трча по некој партиски потрчко, кој што на него пак му шефува некој политички, како што се представуваат, елити. Значи, да има со разум и да има слобода и да живее, значи, во мир и спокој, а воено да пружа во оваа држава кај што сите живееме. Значи, тоа е еден вид на реципроцитет. Ако ние
правиме добро на соседната држава, треба да очекуваме возврат со добро да ни се враќа. Не можеме да седиме дома и да викаме дека не е убаво во државава, сакаме да си одиме во државава, а ништо не сме направиле за својата држава. Не може тоа. Значи, како што се залага фалангата за доброто на сите, треба секој по еден чекор да направи за да се формира мозаикот. Или, како што сакам да кажам, цело е кога има се. Значи, сите заедно, сплотено, без љубомора, без скептицизам, туку, посветено да докажеме дека ќе се водиме со љубов, ќе се бориме да се обединиме за спас на нашата света земја која се вика Македонија. Повикува македонската фаланга на обединување од нашето сонце, а тоа е Кутлешот македонски. Ве поздравувам сите кои што го следите овој настан и ве повикувам да понатаму заедно продолжиме во нашата мисија, а таа е воскреснување на вистината за Македонија со љубов и слога. Јас сега мораме ние да продолжиме према Кочани. Извинувам сите вие кои што денес бевте со нас. Ве покануваме во Маџари да се седнеме да се дружиме, затоа што не можеме сега да се дружиме, мораме да одиме за Кочани. Сакам да представам едно мое дело од моите 2 деценијски истражувања. Сакам да представам и да докажам дека Македонија има пирамиди, а воедно го повикувам и Семир Османагич, и тој да го представува заоѓањето на сонцето денес, со неговата пирамида на месечината во високо. Па да видиме која ќе се затемни, ова нашата на платото на Пониква или таа неговата во високо. Па потоа ќе го прашаме Семир, дали во Македонија има тумулуси или само во Босна има тумулуси? Или во Македонија има и пирамиди? Уште еднаш ви благодарам на сите вас. Ќе ве молам да ни се извините затоа што навистина мораме одма да кренеме према Кочани. Сакам да го представам ова мое дело, кој што со години уназад го работам, а најубав начин да се докаже е заоѓањето на сонцето вечерва во 8:12, значи во 20:12, каде што ние мораме уште во 19:30 да бидеме искачени горе на пирамидата на сонцето, за да можеме во живо да се вклучиме и да не гледате што правиме и во Кочанско, а со тоа ќе докажам дека Македонија има пирамиди, со тоа ќе докажам дека Македонија има право за пирамидалниот туризам, а потоа ќе докажам заедно со цела македонска фаланга и со Александар дека најпрофитабилен бизнис на сите македонци ќе биде пирамидалниот туризам, каде што ќе дојде секој овде ќе ви остави пари. Значи нема да има размена. Овде пари ќе имате. А тоа го заслужувате затоа што некој ги оставил да бидат до ова време денес и некој ги оставил да бидат активирани затоа што доправа доваѓаат лошите моменти на земјината топка, бидејќи се уште не чека големиот крст, се уште не очекува змијата кога треба да јаде својата опашка, а тоа е перигреот и преминувањето во ерата на Водолија. Затоа Водарот е тука, си работи, си донесува вода, водата каде е била пак ќе дојде, така да Џаџо ти управо време се враќаш од Италија, од Германија. Кајчето, мислам, еве го кајчето. Ова кајче ќе ти биде поклонето за штип, за пристаништето, и ти ќе бидеш првиот шипјанец кој што ќе вози низ тоа пристаниште древно Тесалоника. Али Исаро, немој да го воскреснувате како што бил некогаш, Исаро да биде престолнина на изродот велики. И од тебе барам само една работа, да пренесеш во Штип. Ништо повеќе не барам. Да не мајате по мајката Марија на 40. Не е на проститутка. Затоа што на перигреј, како се одвоиле, така ќе се вратат. Мери и Саро ќе бидат едно. Сакам да ја пренесеш, како свештено дете, како моја пријател, сите го знаат поп Џаџо, да прекине тоа
на Ксантика, мајање со камења, 40 по нашата мајка Богородица Мери. И да го дадете вистинското име, не е она ислам Мери. Она е Марија и не е проститутка. Сакам да го пренесете тоа во Штип и да воскреснеме Тесалоника, а од таму 30 км од Штип доваѓа Бела, исто како во јужниот дел. Кај ќе дојде? Затоа ти ќе бидеш во престолната Бела, а јас ќе бидам овде во Дарданија и ќе работиме заедно. Еремија останува од како се вика тоа, како се вика тоа, ристерики, како викате вие тоа свештениците? Резидикција, како викате тоа? Таа црква останува, Јурисдикција. Еремија ќе биде како? Јурисдикција на тебе, еве пред овие денеска ти кажувам, кај шо ти ќе бидеш главниот актер на целиот комплекс. А ја некогаш во животот сум бил Хектор и мора да се вратам у Дарданија, што да правам? Троја ми е тук, на Скопска црна. Тоа тука ќе сидам до Авала, а ти како пајонец ќе ме чуваш таму. Значи да знаеш дека не е случајно доваѓањето и не е случајно и активирањето на другата магнетна машина. Сето тоа ќе се вклучи во еден период и сето тоа ќе започне и сето тоа мораме да го направиме тук. Значи ниту вие со вашиот патент, ниту јас со АЦИ со нашите патенти не смееме да ги изнесеме од Македонија и ќе бидеме како Никола Тесла. Ќе не запалат. Ќе не изгорат. Тие се патенти за Македонија, тие се патенти за духовниот воин, тие се патенти за сите македонци да имат бесплатна струја, да пијат бесплатна жива вода и да уживат под ова сонце заштитено од радијација. Тоа е духовниот воин. А ние ги имаме, јас и твојот тим, сите тие атрибути ќе ги презентираме, али овде во Македонија. И другото оно што треба да се работи, ќе се работи, тоа е презентирањето, кај што ќе правиш па иди ми дојди ми. Или си пак ќе се враќа куќи. Значи, ја сакам сите, повторно се вклучуваме во 19:30, каде што ќе ја представиме пирамидата на месечината, како ќе се затемнува со заоѓањето на сонцето во 20:12. Сега уште еден мал дел имаме овде. Аце ќе ви го презентира. Па многу убаво што е, вера, љубов, вера и надеж. Браво.